Добар ден, добре дојдовте на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ, а еве што има ново. Израелската армија рано утрово објави дека нападнала позиции на либанското шиитско движење Хезболах. Нападите беа извршени врз инфраструктурата на групата поддржана од Иран во јужните предградија на Бејрут, позната како Дахија. Областа се смета за засолниште на Хезболах. Според официјалните бројки од Бејрут, ескалацијата на насилството досега протера речиси 760.000 луѓе од своите домови. 4 лица беа убиени во израелскиот напад насочен кон стан во центарот на Бејрут во текот на ноќта. За сега нема коментар од израелските одбранбени сили, а бројот на жртви не е потврден од либанските власти. Иранските вооружени сили во текот на ноќта започнаа масовен бран напади со ракети и дронови насочени кон Израел и повеќе држави во Персискиот залив. Иранските медиуми го опишаа нападот како најобемната операција од почетокот на војната. Според израелските воени извори, ракетите кои не биле соборени паднале во ненаселени подрачја, но армијата веќе детектирала втор ракетен бран и е во состојба на целосна подготвеност. Моџтаба Хамнеи е ранет. Нью Йорк Таймс објави нови информации за состојбата на новиот ирански лидер Хамнеи, известувајќи дека 56-годишникот е ранет во нозете, повикувајќи се на ирански и израелски представници. Американскиот весник објави дека повредата на Хамнеи се случила на првиот ден од војната во Иран на 28 февруари. Степенот на неговите повреди останува нејасен. Уште еден товарен брод беше погоден денес од непозната ракета од во Ормунскиот теснец, предизвикувајќи пожар, а екипажот беше евакуиран. Не е познато кој ја испалил ракетата, но бродот побарал помош и екипажот бил евакуиран, објавува Гардијан. Претходно, товарен брод во Ормунскиот теснец беше погоден исто така од непозната ракета, на околу 46 километри од брегот на Обединетите Арапски Емирати. Американската војска соопшти дека нападнала и уништила 16 ирански бродови за поставување мини во близина на Ормунскиот теснец, по извештаите дека Иран почнал да поставува експлозивни направи во стратешки виталниот воден пат. Повикувајќи се на разузнавачки извори, CNN објави дека Иран поставил неколку десетици мини во теснецот во последните денови и има капацитет да посее уште стотици. Пратките со нафта од Блискиот исток се блокирани да минуваат низ тесниот воден пат, откако САД и Израел ги извршија нападите врз Иран, а околу 1/5 од светската нафта поминува низ теснецот. Македонски државјани кои се наоѓаат во Саудиска Арабија, Кувајт и Бахрейн побарале да бидат евакуирани, денеска од Ријад ќе се вратат во земјава со специјален лет организиран од владата. За евакуацијата од Ријад се пријавени 153 патници. Од нив 96 се од Катар, 33 од Кувајт, 15 од Бахрейн и 9 од Саудиска Арабија. Шефот на дипломатијата Тимчо Гуцунски во понеделникот информираше дека во тек е координиран процес на евакуација на македонските државјани од повеќе земји на Блискиот исток, кој се очекува да биде финализиран до крајот на оваа недела. Еврејската заедница во Република Македонија и Фондот на Холокаустот на евреите од Македонија ја одбележуваат 83 годишнината од депортацијата на 7144 македонски евреи во логорот Треблинка. По тој повод, премиерот Христијан Мицкоски ќе положи цвеќе пред спомен обележјето во поранешниот монопол во Скопје, а ќе се обрати и на настанот организиран по повод одбележувањето на годишнината. Евреите од Битола, Штип и Скопје, ноќта меѓу 10 и 11 март 1943 година биле собрани во Скопскиот монопол и оттаму во 3 наврати депортирани во логорот Треблинка во окупирана Полска. Транспортот на евреите од Македонија започнал на 22 март 1943, а до 29 март истата година биле депортирани сите македонски евреи во Треблинка.
откаде никој не се вратил. За само 14 месеци, од август 1942 до септември 1943 во Треблинга биле убиени 925.000 луѓе, меѓу кои биле и 7.144 македонски евреи. Во Основниот кривичен суд денеска почнува судењето за сообраќајната несреќа во која лани на 14 септември по полноќ животот го загуби 16-годишниот Матеј Димовски. Несреќата се случи во селото Марино. По несреќата Матеј се бореше за својот живот 26 дена, пошто им подлегна на повредите. Обвинителството поднесе обвинение против пратеникот на левица Сашко Јанчев за кривичното дело, тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. 68-годишен насилник од Скопје е отстранет од домот. Со остар предмет му се заканувал на синот. Изречена е итна мерка за отстранување од дом на насилник од Скопје поради извршено семено насилство. Како што информираат од МВР, вчера од страна на единицата за насилен криминал при СВР Скопје било поднесено барање до Основниот граѓански суд Скопје за итна мерка за отстранување од дом за љб 68 годишен од Скопје поради извршено семено насилство, постапувајќи по претходна пријава дека во семејниот дом на подрачјето на Киселавода упатувал закани со остар предмет кон неговиот 35 годишен син. Последните случувања со растот на цените на нафтените деривати повторно ја откри слабоста на економскиот модел во Македонија. Наместо државата да реагира со мерки кои ќе го ублажат ударот врз стандардот на граѓаните, владата предводена од Христијан Мицкоски одлучи да остане пасивен набљудувач и да ги отфрли предлозите за намалување на акцизите и на данокот на додадена вредност, квалификувајќи ги како соцболшевизам, велат од политичката партија Левица. Клучниот парадокс е што владата одбива да интервенира во цената на нафтата, но истовремено признава дека поскапувањето може да предизвика раст на цените на храната, велат од партијата. Заменик председателот на владата Александар Николовски оствари работни средби во Стейт департментот каде се разговараше за стратешкото партнерство помеѓу Македонија и САД со посебен акцент на политичките и економските врски. Разговори за економска соработка, коридорите 8 и 10 и енергетската транзиција, изјави Николовски од Вашингтон. Хорор во Швајцарија. 6 мина мртви. Човек се полил со бензин и се самозапалил во автобус. Пожарот избувнал во автобус што превезувал патници западно од главниот град Берн. Нема официјални информации, но сведоците велат дека било морничаво. Пожарот го зафатил автобусот кој е целосно изгорен. Иако сите служби за итни случаи брзо пристигнале на местото на настанот, тие не можеле да ги спасат сите. Според одредени извори, пожарот започнал кога едно лице се полило со бензин и се запалило во автобус. Пеачката Ријана беше видена како го напушта Лос Анџелес по шокантното пукање кон нејзината вила во Беверли Хилс. Таа беше забележана како заминува во автомобил со нејзина придружба кон приватниот дел од аеродромот, откако жената што пукаше во нејзиниот дом беше обвината за обид за убиство. Пред резиденцијата на Ријана во Беверли Хилс биле собрани луѓе и полициски возила, додека куферите и другите работи биле изнесени од куќата, создавајќи напната атмосфера на самото место. Ријана била транспортирана во мал приватен авион со 2 мотора. Сепак, се уште не е познато дали заминувањето било поврзано со инцидентот или веќе имала планови за патување. За крај метео, времето денеска ќе биде сончево со мала локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Максималните температури ќе достигнат од 14 до 20 степени. До крајот на работната недела ќе се задржи стабилно и тивко време со пораст на дневните температури. А за време на викендот, времето ќе биде посвежо со услови за слаби врнежи од дожд. Погледнавте уште идни вести на Слободен печат. Благодарам на довербата. Повеќе содржини побарајте на slobodенpečat.mk.